Во овој видеоматеријал ќе решаваме систем од линеарни равенки 2 по 2. Што значи тоа? Тоа значи дека имаме две равенки со две непознати. За решавање ќе користиме метод на замена. Зошто го одбравме овој систем во примерот? Затоа што метод на замена најдобро се применува кога барем во една од равенките на системот релативно лесно може да се изрази една од променливите. Тоа ќе биде првиот чекор при решавање на равенките. Да се одбере една од равенките, ние одбираме првата равенка и да се изрази една од променливите. Во првата равенка ќе изразиме променливата x. X е еднакво на 5 минус 2 пати y. Втората равенка сега ја препишуваме. 2 пати по x минус y е еднакво на 0. Да видиме што добивме. Изразот за x од првата равенка може да го замениме во втората равенка. Значи тоа ќе биде вториот чекор, изразот да се замени во другата равенка. Ете од каде доаѓа зборот замена, односно името на овој метод. Метод на замена. Најпрво препишуваме изразот за x и тоа ќе го правиме 6 пати, а во втората равенка ќе замениме 2 пати по во заграда изразот за x 5 минус 2 пати по y минус y го препишуваме е еднакво на 0. Што забележуваме сега? Забележуваме дека втората равенка станала равенка со една променлива. И тоа ќе биде следниот трет чекор да се реши равенката. Продолжуваме со решавање на втората равенка. Првото го препишуваме, x е еднакво на 5 минус 2 пати по y. За втората равенка решаваме 2 по 5 е 10, 2 по минус 2y е минус 4y, минус y е еднакво на 0. Веќе забележуваме поедноставување во втората равенка. Првото го препишуваме, x е еднакво на 5 минус 2 пати по y, а второто 10 минус 4y минус y е минус 5y е еднакво на 0. Од едната страна ги ставаме x е еднакво на 5 минус 2 пати y, а во втората равенка 10 е еднакво променливата 5 по y од десната страна. Но вообичаено е од левата страна да се наоѓа променливата, па затоа ќе додадеме уште еден чекор, за да го направиме и тоа. Првото го препишуваме, x е еднакво на 5 минус 2 пати по y, од левата страна 5 по y е еднакво на 10. И веќе доаѓаме до решение за променливата y. Првото го препишуваме, x е еднакво на 5 минус 2 пати по y. Во втората равенка и лево и десно, ако поделиме со 5, ќе добиеме вредност за y. Y е еднакво на 2. Стигнавме до чекорот број 4, а тоа е добиениот резултат да се замени назад во другата равенка. Ајде да видиме. Првото ќе биде x е еднакво на 5 минус 2 пати по
решението за y е 2, второто останува. Y е еднакво на 2. Стигнуваме до резултатот, решението на системот. И тој гласи: x е еднакво 5 минус 2 по 2 е еднакво на 5 минус 4 е еднакво на 1 и y е еднакво на 2. Значи, може да заклучиме и да запишеме дека решение на системот линеарни равенки 2 по 2 со користење на метод на замена е подредениот пар 1, 2, 1 и 2, 1 за x и 2 за y, треба да провериме дали важи за првата и за втората равенка. Ќе провериме ево во втората равенка. Втората равенка гласеше 2x минус y е еднакво на 0. Ако во неја ги замениме вредностите 2 пати по вредност за x 1 минус вредност за y 2, треба да провериме дали го добиваме истиот израз, односно вредноста 0. Ова представува булово равенство и може да биде точно или неточно. Добиваме 2 минус 2 од левата страна, од десната вредност 0, решаваме 2 минус 2 0 е еднакво на 0. Заклучуваме дека решението ни е точно. За да биде поинтересно, тоа може и графички да се представи, всушност како уште едно проверување. Првата равенка, еве како изгледа, представена како права, x плюс 2y е еднакво на 5, и втората равенка, равенка на права 2x минус y е еднакво на 0. Двете прави се сечат во една точка со координати 1 и 2. Тоа всушност представува решение на системот и ова е уште една проверка дека решението е точно.